намалување на загадувањето на воздухот во град Скопје, освои студентска стипендија, користи вештачка интелигенција. За таа цело ова утро гостин во Македонија на утро е Марија Цветковиќ. Добро утро. Добро утро, благодарам за Да, поканата. ќе ве најавам кратко. Дел од Здруженијето ФУМ, еден од организаторите и креаторите на надпреварите за студентска стипендија во соработка со Дрю Еган од Лигата на кредитни унии на Мичиген САД. По овој разговор ќе видиме и еден материјал, една сторија од Вашингтон која што доаѓа од Гласот на Америка, која што се однесува на стипендирањето на образованието преку океанот во Соединетите американски држави. Но сега да се задржиме ние дома. Која беше идејата за воспоставување на оваа пракса за доделување на овие стипендии? Па вака, доделувањето на стипендијата започна во 2014 година, кога стаса првата донација од Лигата на кредитни унии на Мичиген, од САД, кој што ја прави, фактички тоа беше основот за да се формира овој фонд за студентски стипендии. Студентските стипендии беа познати во тоа време, меѓутоа генерално стипендиите беа нели условени. Или се бараше да се има просек, или се бараше се дава за социјално загрозени, така, некаков статус. И сега, кога ние почнавме со студентските стипендии, сакавме да нема условувања. Да бидат наменети за сите оние кои што студенти, млади луѓе кои што имаат идеи, кои што сакаат. Прогресивно. Така е. И затоа ги направивме во форма на надпревар, каде што од студентите се бара различити иницијативи да повлечат, да истражуваат, да дадат идеи, така да студентските стипендии ги дававме буквално за сите. Да, приватни, државни универзитети, едноставно не постоеше никаков услов, едноставно требаше да бидат само студенти. Да, и сега со ова последното кажано, практично ја откривате малку целта која што е практично на овој повик и на стипендиите. Сега елаборирате ни која е целта, зошто ги давате овие стипендии? Генерално, младите се секогаш во фокусот на нашето внимание. Сакавме не само финансиски да ги поддржиме и да помогнеме како општествено одговорна организација, туку сакавме да ги инспирираме. Ние сме солидаризирани со напорите на државата да на младите луѓе им даде инспирација како да се справат со предизвиците, нашата да сватат дека се активни чинители на позитивни промени во нашата држава. И ними му останува државата, општеството и животот заради тоа, понатаму. така, да. И затоа ние предизвиците ги поставувавме точно во таа цел. Во првите години можеби истражува, значи баравме од нив да истражуваат. 2018 година имавме надпревар каде што баравме од нив да дадат некоја стартап идеја. Решение. Стартап идеја што би можеле, нели, во контекст на само вработувањето. 2019 потоа имавме што би направиле да направат промени во нашата држава. Кога би им се дала таа моќ, нели? Што очекувате од студентите и од нивните овие решенија, предлог решенија? Што очекувате од нив? Генерално очекуваме првично да бидат инспирирани. Второ би сакале, кога би можело некоја од тие идеи и да се валоризира, да им дадеме поттик и самодоверба. Минатата година направивме нешто многу интересно. Побаравме од нив да дадат предлог за зелена идеја. Јас сум навистина многу, баш бев радосна кога ги гледавме трудовите што ги направија, каде што бараат каде што предлагаат решенија што би можело зелено да се направи, особено, односно во контекст на екологијата, што би можело да направат фирмите. Например, тие побара да се даваат можеби екокредити. Ние тоа го направивме. Побара
да се селектира отпад. Ние тоа го направивме. Понатаму ние дури отидовме и повеќе од тоа. Реновиравме нашите простори во комплетно една ефикасно одржливи простори. Значи, континуирано тоа го правиме. Побара активности да се направат за еколошки акции. И тоа го направивме. Има ли... Садници, садевме, чистевме отпад, пластиката ја заменивме со се што е одликувано со современо живење и современа свест кај луѓето со цел да го заштитиме животот, штитејќи ја животната средина. Има ли пријавени студенти? Каков е бројот? Како не, секоја година има. Различен предизвик, различна бројка. Некогаш има и над 102-30 студенти. Оваа година очекуваме, уште малку имаат рок, уште 2 дена, односно до крајот на денот, до утре, 11.11, завршува овој повик. И на 17-ти и на 17-ти на денот на студентите, да, ќе биде објавен, односно доделена стипендијата. За крај да ги повикаме каде да се пријават? Апсолутно, да. Да, секако пријавувањето е онлайн. Оваа година предизвикот е како да најдеме решение за намалување на загадувањето во градот и при тоа овој пат за прв пат можат да користат вештачка интелигенција. Така да имате уште 2 дена простор на www.fulm.mk може да влезете на веб страната и да се пријавите.